Бьорн Унгер е собственик на градината на рептилите. Тој работи со змии и отровници во последните 24 години и не бил каснат ниту еднаш. Во моментов се моли да продолжи со среќата, бидејќи ако има недостиг на струја, тој нема да има против отров. Ова е вид на кобра кейп. They are extremely problematic. Тие се исклучително проблематични. Кобрата и црната мамба имаат исклучително силен отров. Тие се одговорни за повеќето од фатални каснувања од змии во Јужна Африка. Исто така има многу каснувања од плукачките кобри од Мозамбик. Алан Хит неодамна бил каснат од Кейп Кобра во ова мочуриште во Норхуд, Кейптаун. Тој преживеа за да ја раскаже неговата приказна благодарение на локалниот фаќач на змии Стивен Меган, кој знаеше каде има скриен против отров, а двете локални болници во кои првично беше пренесен Хит немаа против отров. Ги шетав кучињата и првото нешто што го забележав беше остра болка во левиот зглоб. Погледнав надолу и змијата всушност беше прикачена на мене. Ја зграбчив и ја фрлив. Меган вели дека е чудо што Хит преживел. Во субсахарска Африка годишно умираат околу 20.000 луѓе според Светската здравствена организација. Заедницата се бори да добие одговори за недостигот од владени представници од почетокот пред една година и влијанието врз целиот субсахарски регион. Друг фаќач на змии, Арно Наудија, е дел од Националната советодавна група за каснување од змија, која вклучува врвни медицински професионалци. Тие упатија повик до владините представници, апелирајќи за итна помош. Неодамна во Есватни, кој порано беше Свазиленд, имавме 3 лица кои умреа како резултат на тоа што не можеа да добијат против отров. Секојдневно умираат и кучиња. Наудија вели дека одредени владени болници немаат против отров, додека други пак немаат доволно резерви за адекватен третман при каснување од отровна змија. Yes, we can pull them through with maybe 6 or 8 vials. Да, можеме да спасиме живот со можеби 6 или 8 ампули со против отров, но веројатно ќе има оштетување на бубрезите. Веројатно ќе загубат киво на дел од кожата. Можеби ќе мора и ампутација. Како одговор на прашањата на Гласот на Америка, Националната здравствена лабораторија потенцираше дека производството на против отров треба да биде на соодветно ниво до крајот на мај.